Добро вечер, вечерни вести на Канал 5. Водата во Гостивар може да се користи како техничка, но не и за пиење и за готвење. Надлежните најавија дека со континуиран мониторинг ќе се следи квалитетот на водата, се додека не се потврди дека е исправна за пиење. А во меѓувреме градот ќе продолжи да биде снабдуван со пакувана вода. Дејан Трајковски. По десетина дена одржување на хигиена со греана вода од цистерни околните села, гостиварци полека се враќаат во 21 век. Од чешмите во домовите веќе не им течат фекалии. Последните анализи утврдиле дека водата е употреблива, но не и за пиење и готвење, туку само за техничка употреба. Односно ќе можат да се капат, да мијат садови и се она што не вклучува нејзина консумација. Првиот човек на главниот штаб за управување со кризи, министерот Панче Тошковски, посочи и се надева дека оние кои ги управуваат водоснабдувачките системи ширум земјава, сватиле колку е сериозна нивната работа по ситуацијата во Гостивар. По повеќекратни испитувања на квалитетот на водата во последниве неколку дена, анализите покажуваат дека водата во општина Гостивар конечно може да се користи како техничка вода. Се надевам, дупатаме на порака во иднина, до сите одговорни во рамки на општините на територија на Македонија, се надевам дека ова ќе биде за памет и еднаш за секогаш понатаму ќе постапуваат максимално професионално и во рамки на нивните законски утврдени надлежности во делот на контрола на квалитетот на водата, заради тоа што со здравјето на граѓаните и со безбедноста на граѓаните играње нема и треба максимално професионално и сериозно да се свати секоја една одговорност, особено одговорноста поврзана со водата. 3 дена последователно забележано е отсуство на колинформни бактерии, но водата во моментов не е за пиење, оти во процесот на прочистување користена е поголема концентрација на хлор, а воедно треба да помине и процесот на дезинфекција. Временска рамка не е одредена кога состојбата целосно ќе се нормализира, но очекувањата се во наредните неколку дена. Секојдневните анализи продолжуваат, а експертите од Скопски водовод кои ја санираат состојбата најавија дека примероци за проверки сега ќе се земаат од повеќе места. Јавното предпријатие во Гостивар генерално се соочува со проблем во процесот на вршење на дезинфекција, со што со консултација со колегите од секторот за експлоатација и одржување ќе се обидеме во следните неколку денови да се реши и тој дополнителен проблем, кога процесот на вршење на дезинфекција ќе биде континуиран и нема да има отстапување од оние нормални вредности кои што треба да се очекувани за да се добие санитарно исправна и безбедна вода. Прво ќе го известиме кризниот штаб, а потоа кризниот штаб ќе испрати известување и до вас граѓаните. Што се однесува пак до водата во Крушево, директорот на дирекцијата за заштита и спасување Ангелов посочи дека причината за загаденоста бил едночасовен дефект на системот кој вбризгува хлор во водата и ја прочистува. А зголемен е бројот на лица кои побарале помош во Гостивар. Податоците од Министерството за здравство покажуваат дека имало 127 нови регистрирани случаи. Од Институтот за јавно здравје уверуваат дека состојбата е стабилна, но ризикот за некоја нова епидемија се уште постои. Она што е битно да се напомене кај хидричните епидемии е постоењето на контактна опашка, која што значи дека за време на траење на епидемијата, но и после тоа, сепак може да дојде до секундарен пренос, односно до контактно пренесување од човек на човек преку неодржување на личната хигиена. Почитувањето на мерките ќе го ограничи бројот на заболени. Секое она непочитување само може да ја продолжи епидемијата и секако, доколку не се одржува најбитно личната хигиена, да го продолжи секундарниот начин, односно да ја продолжи таа контактна опашка, а и во блиска иднина, да речеме за некој месец дена по период на инкубација, може да се појави друга епидемија, која што би била епидемија предизвикана од заразна жолтица или хепатитис А.
Собранието со 64 гласа за, ниту еден против и воздржан попладнево го усвои дополнетиот ребаланс на буџетот за 2026 година. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во експозето по предлогот истакна дека тој представува навремено и одговорно усогласување на буџетските проекции со новите економски околности. Од опозицијата пак обвинија дека буџетот не е развоен и дека нема да придонесе за кревање на стандардот на граѓаните. Факт е дека овој ребаланс е резултат на одговорно управување на буџетот и навремено приспособување на буџетските политики на реалните економски околности и дека обезбедуваме повеќе средства за онаму каде што денес се најпотребни, за реализација на капитални инвестиции, за законски обврски, поддршка на земјоделство, социјална заштита, општини и за сите проекти што директно го подобруваат животот на граѓаните. Ова не е развоен ребаланс. Ова е фискално сметководствено книжење на една промашена економска активност и економска политика. Ке гласаме сите ако треба, но реалноста не е таму. Утре нема пари. Скопјани од 1 август ке плаќаат повисоки сметки за парно грејење, откако Регулаторната комисија за енергетика ги одобри новите цени за трите системи за снабдување со топлинска енергија во главниот град. Неголемо зголемување од 5,96% ке имаат корисниците на ЕСМ снабдување. Системот на кој се приклучени најголемиот дел од домакинствата со централно грејење во Скопје. За корисниците на ЕСМ енергетика, познато како железарско парно, цената се зголемува за 5,18%, додека корисниците на Energy Ecolink, поранешно Скопје Север, ке плаќаат 3,65% повеќе. Според пресметката што ја соопшти регулаторна, сметката за просечен стан од 60 квадратни метри ке се зголеми за околу 140 денари месечно. Разгледувајќи ги сите барања од сите компании, сепак Регулаторна комисија одлучи да ова година имаме многу минимално зголемување на цената. Имат направено енергетските компании доста инвестиции во делот и на проширување на мрежата и во делот на санирање на загуби и намалување на загуби, меѓутоа тоа се уште не е доволно и ние со тоа ги мотивираме сите оние предложени инвестиции во делот на намалување загуби и зголемување на енергетската ефикасност ќе бидат прифатени. Сите други инвестиции кои што се неефикасни и се однесуваат на набавка на опрема која што не е директно врзана со тоа, од наша страна не се прифаќа. Од црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче тргнаа 40 коњаници, кои на 2 август треба да пристигнат во Крушево на одбележувањето на големиот празник Илинден. Меѓу учесниците на 48-миот традиционален илинденски конјички марш има и 5 девојки. Тие на 31 јули ќе се спојат со учесниците од Свети Николе, Кичево и Битол. Традиционалниот илинденски конјички марш се одржува секоја година во пресвет на одбележувањето на големиот државен празник Илинден во организација на Сдруженијето на граѓани Илинденски марш 1978. Ги гледавте вечерните вести. Имајте убава вечер.